Видовте човек кој што е во паника и кој што се служи со лични квалификации и невистини. Ке се обидам да бидам гласот на разумот и накратко да се обидам да го објаснам текот на денешниот ден, кој што беше неколку часове. Морам да кажам уште на самиот почеток дека главната разлика беше во вториот дел од денешниот состанок, од денешната лидерска средба, во овој формат во кој што ја видовте дека се случува, околу текстот на евентуалното референдумско прашање. Но пред да дојдам до тоа, би сакал денот да го поделам во два дела, како што е и редот. Во првиот дел од денот разговаравме околу начинот на формирање на Државната изборна комисија, околу усвојување на предлог законот за финансирање на политичките партии и околу измените во законот за влада, што би значило формирање на техничка влада по прженскиот принцип и истовремено повлекување на оној предлог изборен законник кој што владата претходно го донесе, а имаше за цел да го намали бројот на потребното мнозинство, што би значило усвојување на новите членови на Државната изборна комисија. Тоа беше во првиот дел од денот и ние за тоа се сложивме, постигнавме согласност и веќе во парламентот работните групи работат на усогласување на овие законски решенија, но и нивно понатамошно усвојување. Што значи дека на нормален начин, не на девијантен начин, Република Македонија ќе добие нов состав на Државната изборна комисија, ќе добие нов закон за финансирање на политичките партии, што ќе обезбеди финансиска стабилност, но и отчетност и транспарентност на трошење на парите на политичките партии и ќе добие нови измени во законот за влада со дефинирање на поимот техничка влада по прженскиот модел, која што ќе гарантира фер и демократски избори и изборен процес, кога тој да се случи, дали тоа ќе биде на едни предвремени избори или на некои редовни парламентарни избори во идни. Во вториот дел ги отворивме двете прашања кои што се поврзани со евентуалниот референдум. Првото прашање е за карактерот на референдумот, а второто е за текстот на референдумот. Можам да кажам дека зборувавме и за деталите на овие две теми околу карактерот на самиот референдум, но и текстот поврзан со евентуалното референдумско прашање. Ние ги застапувавме интересите на граѓаните со почитување на законите и уставот кои што се однесуваат на овие две теми околу карактерот на референдумот, ќе повторам, и содржината на евентуалното референдумско прашање, мајки предвид дека мнозинството, парламентарното мнозинство е тоа кое што е надлежно да распише референдум, но и да го дефинира референдумското прашање. Се обидувавме правно да го аргументираме нашиот став и да спречиме евентуално понатамошно насилие во делот на распишување на самиот референдум, карактерот на самиот референдум, но и евентуалното референдумско прашање. Нашата позиција е јасна и таа е партиски став дека референдумското прашање мора да биде еднозначно, што впрочем го дефинира и самиот закон за референдуми, но и самиот устав, односно да има едно значење, а не да биде поврзувано со повеќе значење. И тука имаме генерално разлики со парламентарното мнозинство и во делот околу референдумот, што мислам дека карактерот на референдумот, мислам дека ќе ги приближиме ставовите, односно генерално имавме приближување околу ставовите, дека за успешен се смета оној референдум според уставот на кој се исполнети два кумулативни услови, и тоа првиот услов да излезеноста евентуална на таков референдум биде поголема, односно да биде минимум 50% плюс 1 и минимум 50% плюс 1 од тие што излегле на тој референдум да гласат за или против на евентуалното референдумско прашање. Тоа е она кое што би подразбирало успешен евентуален референдум, кој што, повторно ќе кажам, може да го распише единствено парламентарното мнозинство. И тука ние како опозиција се обидуваме да влијаеме во делот на тоа да не повторно се кршат законите, процедурите и уставот, да биде тоа на еден нормален, на еден начин кој што ќе биде соодветен на законите и уставот. Со други зборови ги штитиме интересите на граѓаните. По второто прашање, иако можеби по ова прво прашање имавме некакво приближување, по второто прашање имаме сериозно развидување, бидејќи ние не можеме да се сложиме со прашање кое што ќе биде повеќе значно, односно ќе има повеќе значења. Ние сме за прашање кое што соодветствува и на ставот на нашата партија, кој што е конзистентен во изминатите години, се однесува на договорот евентуален доколку би се постигнал и ќе има
едно значење. Отприлика тука заврши денешната средба. Нормално, поради претходно договорени обврски, председателот на владата мораше да замине, барем така ни беше кажано, претпоставувам и на вас тоа истото ви го кажал, така што еве ова би била сумарната анализа на тоа што денеска после овие неколку часовни разговори и преговори се случуваше овдека во клубот на пратеници. Тоа според вас треба да биде прашањето, какво треба да биде референдумското прашање? Па ние нашето прашање го темелиме и на нашиот став, а тоа е дека мора да се однесува само на договорот, бидејќи договорот е тој кој што од името на граѓаните владата на Република Македонија го потпиша, тоест на 17 јуни во местото Псарадест или Нивици, а од името на владата на Република Македонија тоа го направи господинот Никола Димитров, потпишувајќи договор од името на владата на Република Грција со господинот Никос Коцијас. Ќе го бойкотирате ли референдумот ако устане опцијата како што ја најави премиерот минатата недела, односно дали сте за ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот со Грција? Нашиот став е јасен и недвосмислен, како што бараме да биде и прашањето на референдумот, кое што коинцидира со нашиот конзистентен став, дека ние мораме да имаме едносмислено прашање на кое што јасно ќе биде изразена волјата на граѓаните во Република Македонија. Ако го нема, ќе бойкотирате ли? Цело време додека сте биле на преговарачката маса, дека вие сте инсистирале на амнестија на високи заповеди. Не, да бидеме сериозни, ние таков тип на прашање одговоривме во првиот сет кога давав изјава и не би можел да додам повеќе. Ќе бойкотирате ли дека ако устане таква опција како што најави премиерот? Видете, прашања кои што не заслужуваат одговор се реминисценција на некои минати времења. Ние се обидуваме да ги заштитиме интересите на граѓаните на Република Македонија, да се почитуваат законите, да се почитуваат правилата и устав. Така што на евентуално хипотетички прашања од овој момент не би можел да кажам. Ова беше сума сумарум, почитувани представници на медиумите и граѓани, што денеска се случуваше. Ова е вистината. Јас сум среќен што имаме напредок по некои теми кои што ќе гарантираат напредок во демократските процеси, ќе значат заштита на правото на глас на секој граѓанин во Република Македонија на идни предвремени или редовни парламентарни избори, така што еве, отприлика тука би ја завршил денешната изјава. Само уште едно прашање, значи за вас е прифатливо референдумот да биде консултативен под условите кои што ги споменавте, значи 50% плюс 1 и 50%. Да. Ние рековме дека имаме приближување по ставовите околу прашањето што би значило успешен референдум. А за успешен референдум да го прогласиме некој референдум значи дека најмалку два кумулативни услови треба да бидат исполнети. Ќе ги повторам. Да има излезеност 50% плюс 1 од бројот на гласачите кои што се евидентирани на списокот на гласачи и вториот услов е од тие што излегле минимум 50% плюс 1 да гласат за или против.